Иако се очекуваше само формална расправа, програмата за спорт во општина Кочани за 2016 година ги вжешти дискусиите меѓу советниците на 39-та седница на Советот. Забелешката дека се намалува сумата пари што се предвидува за поддршка на спортските екипи и поединците беше основата околу која се водеше целата расправа, иако на моменти забелешките на дискутантите како да излегуваа од темата за која се разговара. Споредбата со минатите години, според советниците од опозицијата, покажува тренд на опаѓање на помошта што ја обезбедува општината за спортистите. Минатата година имаше по оваа основа 1.300.000 денари, за која што дискутиравме дека е многу малку, а сега имаме за 300.000 денари намалување на парите што ги планирате за спортски клубови и здруженија. Или вкупно за сите, да претворам во пари кои што полесно ги разбират граѓаните, само 16.000 евра за сите спортски клубови, сојузи и здруженија. Јас би дала тука еден конкретен предлог. Средствата оваа година планирани за таа намена, бидејќи знаеме дека стопанисувањето на овие објекти е исто дел каде што тие имаат бенефит, односно добивка. Стадионот Никола Мантов колку квалитетно, меѓутоа ќе кажеме дека трпеше некоја реконструкција. Меѓутоа за гимнастичарите не направивме ништо. Се уште работат во тие простории, ладни простории, меѓутоа за разлика од другите, сепак нашите гимнастичари се успешна приказна за градот Кочани. Значи, мојот конкретен предлог е барем 80% од средствата да бидат наменети за да може да им се обезбеди таму на нашите гимнастичари да биде затоплен тој простор. Оваа програма за спорт барам да биде повлечена, преработена и доставена до советниците во едно ново руво, во кое што навистина кога ќе отвориме програмата за спорт, ќе можеме да прочитаме визија за нешто што би требало да биде спортот 2016 година. Забелешка на ваквите ставови на советниците од опозицијата упати координаторот на советничката група предводена од ВМРО ДПМН, според кого не може да се очекува општината да биде главен спонзор на спортските екипи. Ги ставате во заблуда сите наши граѓани дека општината е таа која што одлучува за спортот во градот. Зошто еднаш не кажете отворено дека со нашата програма која што ние донасаме во буџетот, со тие средства кои што ние располагаме, мислам дека доволно помагаме во делот на голем број на спортови. Значи, факт е тоа, се согласувам дека големите екипни спортови, знам дека најболна точка е фудбалот, меѓутоа, верувајте ми дека треба еднаш да рачистиме дека општината не може да биде спонзор на такви големи спортски клубови и да биде финансиер. Тука е друга улогата на општината што треба да ја одигра за развојот на спортот. Не овие 2 милиона таму што ги пишуваме во буџетот дека ќе ги одвоиме. Значи во општината има многу фирми со кои што општината соработува и кои што фирми земаат огромни пари за сметка на општината. Значи во однос на овие 2 милиона кои денари за целиот спорт кој што ги имаме само за превоз на општината плаќа преку 20 и кусур милиона денари. Тоа не е ни 10% од вкупниот спорт што го имаме. Значи може да влезе, значи како врска при тие тендери кои што се изведуваат каде што некој не знае колкава цена да пиши, значи едноставно од добра волја за да се подобри социјалната положба во градот, да се подигне моралот на спортистите па да постигнуваат резултати и да помогне и да спонзорира некој клуб. Значи вие тоа што го кажете се е добро, меѓутоа тоа кажува дека барате општината да се вклучи во некој модерен културен начин кажа на рекетирање на одредени фирми кои што можеби во наводници ги слушаме од други градови. Значи дајте да ги оставиме тие работи. Едно време имаше некои закони, сега значи оние кои што ќе спонзорира клуб ќе беше одбиено од данок и така натаму, меѓутоа тоа се проблеми кои што ќе треба да се решат на системско ниво, односно законодавецот тоа да го предвиди, а ние како општина можеме да најдеме некои начини да тие фирми ги стимулираме што ќе инвестираат во спортот. Ја не чув колегата Лјупчо да каже рекет. Тој рече дека може да се најде начин од бизнисмените да се зголеми соработката, да се зголеми желбата кај ни да сака да помагат на спортот. Од каде ви сега идејата за рекет?
Ако сме кај рекето, лани имаше поплака од угостителите дека сте барале од нив пари за организирање на манифестации, а сега за спорт рекет, па тоа се две најспротивни работи. Вистина е дека оваа дискусија оде во две спротивни страни. Од една страна разговараме за професионален спорт, каде што велите дека треба да има професионални спортисти, кошаркари, фудбалери, сите го тоа сакаме и сите го знаеме. Меѓутоа знаеме дека професионалниот спорт има друг начин на функционирање. Од друга страна ние имаме обврска да разговараме по точката за програма за спортот, каде што основна цел е поддржување на спортот и поттикнување на спортот во општина Кочани. На крајот од дискусиите, предлозите на советниците од опозицијата за повлекување на програмата за спорт за едната година и за дополнително пренасочување на 80% од средствата за подобрување на условите за гимнастичарите не беа прифатени. Точката како целина, односно програмата за спорт за 2016 доби поддршка само од советничката група на мнозинството во Советот.